Минатата, тоа беше третата лекција од минатата сабота, зборуваше за обрезанието, зашто сакав посебно да зборувам цела една тема, ќе видиме кога, дали следната или некоја наредна сабота, зависи и од одговара и следната, бидејќи е старозаветната вера, но ќе видиме. Иако беше предмет на проучување, значи на минатата лекција, јас би сакал денес да се задржам малку на некои, барем два битни аспекта од денешната четврта лекција, повеќе на она што поуката не го кажува, а што е битно. Или го кажува, но не сосем исправно. Прво, дали забележавте дека оваа лекција го споменува Мартин Лутер на најмалку две места? А кого не споменува? Ниту збор за Джон Си Вагонер. Второ, може би ќе бидат споменати во некоја наредна лекција. Не знам. Не ги читам однапред лекциите. Но за мене тоа е индикативно. Пред 10 години, после повеќе месечно проучување, за себе прво, за да ја истражам за себе целата оваа тема, пред да почнам да зборувам на било кој друг. Но во 2007-та, пред 10 години, почнав прв пат да проповедам за оваа тема, за оправданието со вера. За токму истото Евангелие, како што секогаш ја насловував првата проповед од оваа тема. Тогаш бев на иста возраст на која што бил Вагонер во Минеаполис 1888 година, 33 години. На иста возраст на која што бил Христос, која го положил својот живот за нашето спасение. Во Северна Америка тие мои проповеди имаа различна реакција. Многу радикално спротивставени реакции. Во некои цркви воодушевување и уште поголем интерес за нови проповеди од таа тема. А од страна на некои други лица големо спротивставување во врска со истите тие теми. Најмногу беа заинтересирани верниците во местната црква, каде што со својата сопруга секоја сабота членува Рей де Карло во државата Мериленд. Иако тој лично беше многу ретко таму, бидејќи секогаш е некаде на друго место, но жена му беше секоја сабота таму. Верниците на неговата црква покажа голем интерес за овие теми и тие траја некаде од февруари до мај месец. Последен пат бев во мај месец таму, значи веќе имав 4-5 проповеди, и после тоа на црквата и беше забрането од страна на нивната област повеќе да не ме повикуваат да проповедам на таа тема. Се сеќавам на 16. јуни 2007 година, кога проповедав само еднаш, и тоа само првата проповед, токму истото Евангелие, во една местна црква во Вирџинија, во едно градче наречено Стафорд во Вирџинија. Без да знам, во црквата беа присутни некои лица од Генералната конференција и еден пензиониран службеник, проповедник од Генералната конференција. Подоцна разбрав, пасторот на таа област ме информира дека тој пензиониран службеник од Генералната конференција му се јавил на пасторот по телефон да го кара зашто дозволил јас да проповедам во таа црква.
Меѓуто тие луѓе не ме знаат кој сум, што сум, или кој бев овдека. Едноставно беа гневни заради темата. Не ме знаеа мене, многу. И интересно се прашувам, дали има повеќе луѓе кои што ја сакаат темата, или повеќе луѓе кои што се противат во денешната адвентистичка црква. Следните години забележав, особено тука во Македонија, особено на интернет, дека повеќето проповедници со кои што дискутирав, исто така се противат на Евангелието на Џон Си Вагонер. Се противат. Знаете кој е уредник на секоја библиска полука, секој тромесечие? Постојано вработен во Генерална конференција за таа цел. Не знам дали го пишува во нашите преводи од полуката. Не го пишува, само го пишува авторот на секоја полука. Меѓутоа, уредник, оној што ја подготвува полуката, на англиски јазик, тој што ја подготвува, пред да биде издадена, е познатиот адвентист од еврејско потекло Клифорд Голдштайн. Тој е уредник на секоја библиска полука. Со него поминев цела една сабота во неговата местна црква. И после доста полемика околу оваа тема, замислите, човекот ми призна дека никогаш ништо не прочитал од Џон Си Вагонер. Никогаш ништо. Клифорд Голдштайн нема прочитано од Џон Си Вагонер до тогаш. Дали прочитал нешто во изминативе 10 години, од тогаш наваму, не знам. И тој се противеше на теологијата на Џон Си Вагонер. И многу луѓе во дискусиите на интернет, многу проповедници фрлаат дрва и камења по Џон Си Вагонер, по нивните толкувања, по нивното учење. Ден денес, кога адвентистичката црква е далеку од оно што некогаш била, далеку од конзервативното минато, од конзервативното учење, далеку од шемковизмот, што би рекле. Кога денес доминира новата теологија во адвентизмот, се уште поголемо е непријателството кон Џон Си Вагонер, отколку прифаќањето. Тоа од искуство, значи во последните 10 години, го имам доживеано на своја кожа, иако Саша неодамна ме израдува кога рече дека еден од тие проповедници од оваа унија, кој што многу се противеше на времето, пред само 6-7 години, денес поинаку гледа на работите и на оваа тема. Зошто е тоа така? Денес можете да чуете и да прочитате и од проповедници, и од многу автори, дека денешната црква верува во оправдание со вера. Меѓутоа, не верува во она оправдание со вера, како што го сваќале Џон Си Вагонер. Не верува во нивното Евангелие, за кое што Елена Вајд напишала дека е токму истото Евангелие, како и Павловото Евангелие на почетокот, како и Христовото Евангелие. Оно што повеќето либерални адвентисти денес веруваат како оправдание со вера е реформаторската теологија, учењето на Лутер, на протестантите. Тоа е оно што представува нова теологија во денешната адвентистичка црква. Дали забележавте, мислам дека беше во одсекот од четвртокот, само да проверам, бидејќи јас полката ја проучувам од таблетот на англиски јазик, да видам само во македонскиот превод, дали беше одсекот од четвртокот. Дали забележавте дека авторот, зборувајќи за верата и послушноста,
Да, оствари в средата беше тоа. Средата. Само момент. Да, во средата. Значи на 32 страница, отсекот од средата, можеме да го почитаме последниот текст од отсекот, што почнува со зборовите во Римјаните 1.5. Може да го најдете, значи, после реченицата вистинската вера го подразбира начинот на кој човекот живее. Ако имате полки, може да завртите уште сега. Среда, отсекот од среда, 19. јули. Еве ќе почнам да читам. Значи не го читам целиот пасус, туку само од така последната третина од последниот пасус во тој отсек. Во Римјаните 1.5, денес не имавме време ова да го дискутираме на самата полка. Во Римјаните 1.5 Павле пишува за послушноста со вера. И наредната таа реченица во самиот текст од отсекот. И сега втората реченица, после тоа, вели: тој не вели дека послушноста е иста со верата. Тој сака да каже дека вистинската вера влијае на целокупниот човеков живот, а не само на умот. Таа опфаќа преданост на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, а не само прифаќање на листа со правила. Верата подеднакво го опфаќа она што го правиме и начинот на кој живееме и во кога се надеваме, како и она во што веруваме. И тука завршува отсекот од средата. Ке се вратам само на втората реченица што ја прочитав. Авторот на пулката тврди дека апостол Павле не вели дека послушноста е иста со верата. Значи, пулката се грижи или се плаши, авторот на пулката, се едно, не е битно, да ga ја одвои послушноста од верата, дека се тоа две различни работи. Тоа е типичен одзив на протестантската теологија. Протестантската теологија исто така ја одвојува верата од послушноста. За протестантите, кога ќе се спомене зборот послушност, тоа значи дела за нив. Дела, сето она со што не се оправдуваме. Меѓутоа, Вагонер рече една славна реченица во неговите списи: верата сама по себе е послушност. Да согласувате или не? Значи, ако ги читаме, благодарам, ако ги читаме претходните реченици, ќе видиме дека авторот тоа сака да го каже, дека верата треба да биде жива, дека и демоните веруваат, нели го цитира Јаков, и демоните веруваат, а треперат. Но сепак, кога доаѓа тука, се грижи да ја одвои послушноста од верата. Спротивно на Вагонер, кој што велеше дека верата само по себе е послушност. Кој е во право, Вагонер или протестантската теологија? Ова се само многу мали, фини разлики, но јас сакам токму тие разлики да ги нагласам. Да отвориме посланието од Галатјаните. Како почнува втората глава, се сеќавате? Галатјаните втора глава. Добро, тука зборува Павле за целото негово искуство на обратување, разговори со апостолите што биле пред него и така натаму, конфликтот што го имал со Петар и Варнава во Антиохија. До сега тоа го проучивме во самата библиска полка. Така. И денес
И ја завршивме, така да речем, втората глава со оние најславни зборови. Преку законот, умрев за законот, за да живеам за Бога. Видите што проповеда Павле, ние сме мртви за законот. Преку законот. И тука веднаш се гледа дека станува збор за моралниот закон. Како што инсистираше Вагонер своевремено. Затоа што само оној закон што сум го прекршил, оној закон што го дефинира гревот, тој закон може да ме осуди. Значи, преку законот. Умрев. Кога Христос умрел на крстот, човештвото во Христа ја платило казната што ја барал законот. Казната за гревот, а тоа е смртта. Вечната смрт. Втората смрт. Преку законот, значи, законот ме осуди и бара смрт за моите гревови. Но кога веќе умрев за законот, значи јас сум веќе мртов за законот. Како што сум мртов и за гревот. Едното без другото не оди. Ако сум мртов за гревот, значи мртов сум за законот. Ако сум мртов за законот, значи мртов сум за гревот. За да живеам за Бога, се распнав заедно со Христос и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене, а тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божи, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Не ја отфрлам благодата Божија, 21 стих, зашто ако праведноста се придобива преку законот, тогаш Христос залудо умрел. Значи законот само не осудува, бидејќи тој е свет, а ние сме грешни. Во Христа Исуса законот бил задоволен, затоа што Христос ја платил цената за целиот човечки род, и законот како таков повеќе не се занимава со нас, бидејќи ние за него сме мртви. За мртвите не важи никаков закон. Законот си постои, ама ние сме мртви. Ние умревме за него. Ама не сме де факто мртви, еве живееме. Благодарение на Христовото воскресение, целото човештво добило втора шанса. Значи, живее. Ама сега, ако сме умрели за законот, значи сме умрели и за гревот. И затоа за христијанинот важат само моралните принципи. Сега, после толку многу зборување за тоа дека законот не оправдува, дека за законот сме дури мртви, умрени, истата мисла ја кажува и во Римјаните, сега третата глава апостол Павле започнува вака. О неразумни галатјани, ова веќе почнуваме да го проучуваме новата седмица за следната сабота. О неразумни галатјани, кој ве магепса, буквално ваков збор употребува Павле, значи магија, сатанска вештина. Кој ве магепса, та не се покорувате на вестината, вас, пред чии очи Исус Христос беше јасно насликан, распнат меѓу вас. И сега следуваат неколку прашања. Само ова сакам да го дознам од вас. Преку делата на законот ли го добивте духот или преку послушноста на верата? Каде ја става апостол Павле послушноста? Кај делата на законот или кај верата? Според текстот ја става кај верата. Исто како Вагонер што рече, верата само по себе е послушност. Додека протестантската теологија ги одвојува верата и послушност. Значи, во Новиот Завет постои послушност. И тоа поголема послушност од послушноста кон законот. Затоа што во Новиот Завет важат повисоки морални стандарди од оние што важеле во Стариот. Но тие повисоки стандарди може да се
исполнуваат само преку верата. Тоа се делата на верата, не делата на законот, туку делата на верата. Ја разбирате разликата? Апостол Павле зборува за послушност на верата, самата вера ве прави послушни. Ако ја имате Христовата вера, живата вера, вие ќе бидете послушни на Бога. Без тоа да значи дека треба да се обрежете и да ги држите сите 613 заповеди од 5 книги Мојсееви. Иако не сте под законот, верата ве прави послушни на Бога. Тоа е пораката на Павле. И тоа беше пораката на Вагонер. Но ајде, ова е една мала, да речеме, ситница. Сепак за мене битна разлика. Послушноста не треба да се одвојува од верата. Протестантското евангелие, кое што денес доминира и во Адвентичката црква, е фалично евангелие. Ја нема онаа полнина, каква што ја има рано христијанското евангелие, Павловото, Христовото евангелие и евангелието на Джонс и Вагонер. Да се вратиме на одсекот од неделата. На една малку побитна тема, односно побитен момент во врска со оправдувањето. Ке почнем да го читам пасусот од вториот дел на одсекот. Глаголот оправдува е клучен збор за Павле. Од 39 пати во Новиот Завет, овој збор се појавува 27 пати во Павловите посланија. Тој се служи со него 8 пати во Галатјаните, а од тоа 4 пати во Галатјаните 2 глава 16 и 17 стих. Значи таму кај што вели дека со делата на законот нема да биде оправдано ни едно тело и така натаму. И сега, оправдувањето е правен термин кој се употребува во судниците. Тоа е све точно. Зборот е поврзан со пресудата што ја изрекува судијата кога објавува дека некој е ослободен од обвинението кое е подигнато против него. Оправдувањето е поим спротивен на осудата. Освен тоа, бидејќи зборовите праведен и прав доаѓаат од ист грчки корен, така што кога некој е оправдан, значи дека се смета и за праведен, добро. Според тоа, оправдувањето, ова е сега битна реченица, според тоа, оправдувањето опфаќа и повеќе отколку само повилување или проштавање. Тоа е прогласување дека таа личност е праведна. Го забележавте ова за време на вашето проучување. Протестантската теологија тврди дека оправдувањето со вера е некој момент кога Господ, затоа што веруваш во Христа, или си поверувала во Христа, Господ те прогласува за праведен или праведна. Јас сметам дека ќе беше многу подобро авторот да ги цитира во одсекот од неделата, да ги цитира оние цитати од Елена Вајд, што се ставени дури во петокот. Тука во одсекот на неделата нема ниту еден збор за засметаната праведност или споредбата засметана доделена праведност. Конкретно оправданието е засметаната Христова праведност. Едноставно авторот се грижи да ни ја изнесе протестантската, лутеранската теологија за оправдување со вера. Меѓутоа, протестантите не веруваат дека ќе бидат било кога ќе излезат на суд, на Божиот суд. Протестантите веруваат дека тогаш кога поверувале, тогаш Господ ги спасил, ги прогласил за праведни и тие повеќе нема да излезат на суд. И ги цитираат оние Христови зборови во Јован 5 глава.
таму 24 стих, дека тој што верува нема да биде осуден, но некои погрешни преводи велат нема да биде суден, туку веќе преминал од смрт кон живот. Но Новиот Завет е многу јасен дека сите верници ќе излезат на суд. Апостол Павле вели во Римјаните 14 глава. Сите нам ни предстои да излеземе, да се појавиме пред Христовиот суд. И на многу други места. Зато протестантите го отфрлаат адвентистичкото учење за истражниот суд. Бидејќи тие веќе се оправдани. Господ веќе ги прогласил за праведни. А новата теологија, која започнува со Дезмонд Форд во Адвентистичката црква, исто така го отфрла учењето за истражниот суд. Сега, повеќето други теолози не го отфрлаат така со зборови отворено. Не го отфрлаат учењето за истражниот суд или дека верниците било кога ќе излезат на некој иден Божји суд. Меѓутоа сакаат да ја проповедаат Лутеровата верзија за оправдување со вера. Како овде одсекот од неделата. Лутеровата теологија е голема светлина, голем чекор напред во однос на католичкиот легализам и суеверие. Но тоа е фалично евангелие. Лутер, Калвин и останатите реформатори го читале Павле со очите на Августин. Но во западниот свет, дури Джонс и Вагонер го сватиле Павле онака како што Павле мислел. Без оние средновековни предрасуди и примеси. Значи, кога Господ прогласува некого за праведен, кога Господ прогласува некого за праведен и ослободен од обвиненија? На судот. Значи, тоа е слика на судот. И ако веруваме дека во иднина дури нашето име ќе биде изнесено на суд, или ќе бидеме судени, тоа значи дека никој до сега не е оправдан со вера. Бидејќи дури на судот треба да бидеме оправдани. Затоа протестантите веруваат дека нема да искочат на суд. Тие велат, Господ нас веќе не оправдал, тоа е оправданието со вера, да, точно, тоа е веќе сегашно или минато искуство. Но, бидејќи го сваќаат оправданието со вера само како судски чин, како правен чин, затоа не веруваат во дека било каков иден суд ќе ги суди нив, верниците, според нивните дела. Веруваат дека судот ќе постои само за неверниците, за да ги осуди оние што го отфрлија Христа и Евангелието. Но Новиот Завет не учи така. Новиот Завет учи дека сите ќе искочиме на Христовиот суд. Сите, и верници и неверници, ќе бидат судени според нивните дела. Не за да се види кој од нив совршено го исполнувал законот, таков само Христос бил на земја, туку да се види дали таа вера што сме ја исповедале, била жива вера, вера која што делува, или била мртва вера, како верата на демоните. Преку светелистото, исто така, да. Благодарам. Што велеше Петар, кога неодамна го проучувавме на библиската полка? Зашто е време да почне Божиот суд од каде? Од Божиот дом, од црквата. Како тоа верниците нема да искочат на суд? Но ако веруваме во ова протестантско учење, дека оправданието со вера е тогаш кога Господ не прогласува за праведни, затоа што сме поверувале во Христа, тогаш или треба да го отфрлиме учењето за истражниот суд, за да бидеме доследни, или да веруваме дека се уште никој од нас не е оправдан, бидејќи се уште не е искочил на суд и дека дури судот во иднина треба да не оправда. Не е тоа. Оправданието со вера не е, значи, ова лутеранско сваќање, кое што ни го сервира поуката во оцекот од неделата, туку е учењето за засметана праведност.
Значи, она што убаво е цитирано во петок од Елена Вајт, тоа требаше да биде во одсекот од неделата. И би сакал да ги прочитам уште еднаш незините зборови. Почнувам со првиот цитат. Вера и дела, односно од таа компилација, 18 и 19 страна. Постојано ми беше укажувано на опасноста дека како црква негуваме погрешни сваќања за оправдувањето со вера. Со години ми беше покажувано дека сатаната ќе действува на посебен начин за да ги збуни нашите мисли во поглед на ова прашање. Долго се занимававме со Божиот закон и тој во нашите цркви представуван скоро исто така лишен од познавањето на Исуса Христа и неговиот однос кон закон, како што била и жртвата на Каин. Ми беше покажано дека многумина се оддалечили од верата поради измешаните и нејасни идеи за спасението, бидејќи проповедниците работеа на погрешен начин во обидите да ги досегнат срцата на луѓето. Фактот кој со години беше наметнуван на мојот ум е засметаната Христова праведност. Еве го тој израз. Понатаму Елена Вајт продолжува и вели: не постои вистина со која би морали да се занимаваме посериозно, да ја повторуваме почесто, утврдувајќи ја посилно во мислите на секој од нас, како што е неможноста грешниот човек да заслужи нешто со своите добри дела. Спасението се добива само со вера во Исуса Христа. Во ред, сите се слагаме со тоа, и протестантите, и Джон Си Вагонер, и Елена Вајт, и ние денес. И да го прочитам уште последниот цитат. Законот бара праведност и токму тоа грешникот му го должи на законот, но немоќен е да го исполни. Единствениот начин на кој може да се стекне праведност е преку верата. Со вера може да се изнесат пред Бога Христовите заслуги и Господ ја става послушноста на својот син на сметка на грешникот. Еве што значи за смета на праведност. Господ те смета за праведен или праведна заради послушноста на Исуса Христа. Христовата праведност се прифаќа наместо човековиот пораз и Бог ја прима и простува и ја оправдува покајничката душа која верува и кон неја се однесува како да е праведна и ја сака исто како што го сака својот син. Или еден друг нејзин цитат вели: Господ не третира кога ја засметува Христовата праведност или ја става на наша сметка неговата послушност, Господ не третира како ние никогаш да не сме сгрешиле. Или еден друг нејзин цитат, што тука не е споменат: Господ не третира нас онака како што Христос заслужил да биде третиран. Или Господ постапува со нас онака како што Христос заслужил да биде постапувано со Него. Бидејќи со Христа било постапувано така како што ние сме заслужиле. Значи, оправданието со вера не е никаков судски чин. Пример, кога јас првпат поверав 91 година и го доживеав Светиот Дух, на небото не се одржало никакво судско рочиште за да ме прогласи за праведен. И било кој што поединечно поверувал во различни времења и се предал во Исуса Христа, односно склопил завет со Него, не заседавал некој поединечен суд за да го прогласува за праведен или праведна. Туку едноставно Христос ја засметува, Господ ја засметува Христовата послушност, Христовата праведност на секоја верна душа, не постапува со нас според нашите заслуги, според нашата нечиста облека, според нашата праведност, според нашите дела, туку постапува со нас онака како што Христос заслужува да се постапи со Него, според Неговата послушност. Затоа Господ ни праќа свет дух, затоа Господ ни пратил духовни дарови, че сето она што, или еден куп благослови, сето она што верникот го примил откако поверувал,
го примил заради Христовите заслуги. Засметана му е Христовата праведност. Тоа не е никаков судски чин. Тоа е само фактот дека Господ верната душа ја третира како таа никогаш да не сгрешила. Душата што го прифатила Христа, што поверувала во Неговото Евангелие, Господ ја третира како таа никогаш да не сгрешила. И затоа ти праќа Свети Дух, духовни дарови, еден куп благослови. Ништо од тоа не си заслужил, не си заслужила. Но штом си поверувал, си поверувала, Господ тоа ти го дал. Дали забележавте, значи, која е разликата меѓу Евангелието на Джон Си Вагонер, што Елена Вајт исто така го прифаќа, и го нарекува идентично со Христовото и Павловото Евангелие, и протестантската теологија од 16 век наваму. Или денешната нова теологија, која што доминира во адвентизмот. Постои разлика. Постои разлика и затоа Джон Си Вагонер се уште не се прифатени. Не беа прифатени ни од стариот конзервативен адвентизам, не се прифатени ни од денешната либерална адвентистичка теологија. Тоа се две различни работи. Добро, за денес се потрудив толку, да осветлам толку, значи, од она што беше предмет на проучување денешната лекција. Со Господ напред, ќе продолжиме да проучуваме оваа интересна поука и наредните седмици. И ќе видиме понатаму, јас, како што реков, не ги читам од напред лекциите, не знам што пишува од напред во наредните лекции. Како што ќе проучуваме, ако има потреба, веројатно секојаш ќе има потреба, ќе се осветли некој прашање малку повеќе, бидејќи на самото проучување во саботната школа немаме доволно време. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.